Денеска синдикатот на Југохром поднесе писмо, ургенција до Државната комисија за одлучување по втор степен за да побрзо донесат одлука за да повторно продолжи со работа комбинатот Југохром од Јагуновце. Оттаму вела дека се поминати сите рокови, дека ќе продолжат да прават притисоци врз второстепената комисија со цел комбинатот да продолжи со работа. Вела дека ако не се случи ова, веќе од следната година, односно од 1 јануари, 700 работници од комбинатот ќе останат без основна екзистенција. Вела дека ќе продолжат да прават притисоци, а последната опција нивна, како што велате, и протести, односно блокирање на магистрални патишта. Денеска тука во второстепената комисија беше и председателот на синдикатот на индустрија, енергетика и рударство Пеце Ристовски. Тој побара да се донесе побрзо решение, вели дека многу е важно за целиот овој регион да останат работниците на работа, а истовремено вели дека комбинатот треба да продолжи со инвестирање во филтрите кои што ќе го намалат загадувањето. Тука беше и председателот на синдикатот на Југохром Берим Алити, истакна дека Југохром не е единствениот загадувач и ги повика невладините организации кои што повикуваат да не работи комбинатот од Јагуновце да престанат со нивните информации. Предлагам да погледнеме дел од изјавите кои што денеска тука пред второстепената комисија ги дадоа Пеце Ристевски и Берим Алити по повод нивната, како што кажа, писмо, ургенција до второстепената комисија и плановите што планираат да прават понатаму во однос на одлуката која што треба да донесе оваа комисија. Апсолутно изминат е рокот. Овие со кои се видовме не знаат до каде е процедурата. Значи, нам ни останува само да вршиме притисоци за позитивно решавање, не било какво решавање, туку позитивно решавање на барањето на Југохром да продолжи со работа и истовремено да се градат тие постројки. За невладини организации, апел до нив, не смеат да толерират да го изманипулираат народот. Тие со нивната работа до сега, со нивните манипулации, успеат две работи да постигнеат. Едно, на вработените од Југохром да им го одземат лебот од уста, да ги остават уште посиромашни, од друг аспект успеа граѓаните да ги изманипулираат, а додека и они више треба да се свестат дека од ден денес тие сисат, вдишуваат загаден воздух. Од синдикатот на Југохром Алзар потенцира дека бараат институциите да направат анализа кој вистински загадува, односно кој го загадува тетово и колкав е процентот на материи кои што ги испушта комбинатот, а исто така го повика и менаџментот да продолжи да инвестира во изградба на системот за отпрашување кој што треба да се постави на комбинатот Југохром од Јагуновце.